повод е секако она што е најново во врска со твојава кариера. Пред неколку дена стави подпис на договор со прволигашот Шкупи од Скопје. Па како се случи тоа, Иван? Добро, после завршувањето на сезоната и прва и втора лига, нормално сите играчи, клубовите и вработените во клубовите си земавме неколку дена одмор, па по некој извесен период добив повик од Шкупи, што искрено не ни се размислуваше дали да се прифати или не. Тоа е еден клуб со голема традиција и во минатото како и сега, така да договорот беше многу лесен за да се случи од двете страни. Дали ова не е некој доказ дека постои некоја Божја сила од озгора и која е мести судбината? Па и твојот татко бранеше за Шкупи, односно тогаш овој клуб носеше име Слога Југомагнат. Тој таму бранеше, сега и ти си таму. Што мислиш ти за ова? Вика дека некогаш Бог ги реди коцките и дека без късмет не може ништо. Па да се надеваме дека ќе се представам и јас во најдобро светло во сегашен Шкупи. И дека може би од татко ми да кажеме дека пута два од титулите кои ги освоил да се освои биде еден добар резултат. Кога те спомнуваат тебе, секогаш кажуваат синот на Јане. Дали не е тоа доказ до какви височини беше твојот татко, односно по толку години еве го спомнуваат него како голман? Па добро, со оглед на тоа дека и татко ми имаше околу 25-6 настапи за македонска селекција и титули во македонско првенство, нормално дека и до ден денеска се спомнуваат неговите настапи како во за клубските бои, така и за репрезентативните. Така да, чекор по чекор, моментално неговиот син ги наследува постапките и јас се надевам дека со мојата професионалност и макотрпна работа дека и ќе го надминам нормално и тој го посакува тоа. Кој татко не посакува синот да биде подобар од него, нели? Да, сега е лето, викаме во лето е одмор, меѓутоа до кога трае одморот твој и за екипава на Шкупи? Кога почнуваат подготовките и како ќе се одвива тој процес? Па со ФК Шкупи стартуваме сега во сабота на 5 јули. Првата фаза ќе се одработи нормално во Скопје, а за главните, да речам, подготовки фудбалскиот клуб Шкупи нема уште дефинирана дестинација. Се спомнува Баку, Азербејџан, се спомнува Охрид и разгледуваат уште неколку интернационални места каде што може да појдеме на припреми, така да во главно првата фаза се почнува од 5 јули, до кога ќе трае не знаеме, али за сега тие се информациите што ги знаме можам да ги споделам. А во врска со амбициите, кои се тие амбиции на Шкупи во следното прволигашко првенство? И кои се и очекувањата и на клубот и твоите во врска со првенството? Добро познате Шкупи по како една горе пласирана екипа. Сега Шкупи моментално има доста нов ростер, како играчки, така и тренерски и во управата се доста работите сменети внатре во фудбалскиот клуб, така да од нас се очекува да бидеме во горниот дел од табелата, ајде да кажеме во првите 4 до 5 екипи. А во врска со голманското место, кои се твоите соиграчи, колеги, каква е тука конкуренцијата во Шкупи? Доста нови играчи, како што ви кажав и пред малку, доста нови играчи ќе има во Шкупи, познајќи до сега како сум разговарал со нив, дека има доста нови играчи,
Мојата позиција нормално не е никогаш и никаде не била загарантирана. Нормално дека таму си има конкуренција и дека се бориме за тоа место. Голманската позиција е таква каде што еден брани и мора да се докажуваме. Мислам дека ќе видиме околу 2 или 3 голмани, така да борбата е неизвестна. Зборуваме за Шкупи, меѓутоа никогаш во овие разговори со тебе не можеме да изоставиме и победа. Колку што сме горди со тоа што ти како Прилепчанец заминуваш во голем клуб, толку и од друг аспект жалиме што победа, еве, нема таков голман со такви квалитети веќе како што беше ти во претходнава пролет. Што мислиш ти за ова? Прво ви благодарам што кажавте овој збор и ми е мило што ги оправдав очекувањата по враќањето од Албанија и од Воска спорт. Така да не знам како би се движеле моментално работите во победа. Верувајте ми, колку што сте информирани вие за победа, толку сум информиран јас. Нажалост, никој нема со нас комуницирано за било каков проблем внатре во клубо, така да тоа е за сега што можам да ви го кажам и уште еднаш да ви се заблагодарам за убавите збори. Овие убави зборови јас ги темелам на фактите, бидејќи цело време ги следев статистиките во врска со постигнати и со примени голови. Малку беа постигнатите голови, но исто така беа мощне малку и овие примени. Не се сеќавам кога победа во една цела пролет примила толку малку голови колку што беше во пролетниот дел, овој пролетен дел што помина во втората лига, кога се обезбеди и тој опстанок што беше и цел на клубот. Дали и тој податок за најмалку примени голови беше ваше, односно твое охрабрување за премин во погорен ранг? Нормално дека е. Тоа значеше сигурно. Нормално дека е така, нормално дека резултатот кој моментално го направивме во ФК Победа сега придонесува да разговараме со многобројни клубови како и во прва, така и во втора лига. Тој факт што го кажавте, тој податок дека Победа во една пролет примила најмалку голови, па можеби тоа се нема случајно повеќе од 10 години. Тоа е последно кога Победа влегуваше во прва лига, последен пат, така да мислам дека и искрено ќе кажам дека со 0 денари прилив на средства сум една млада екипа, неколку искусни најмлада во втора лига, во двете лиги најмлада. Така да мислам дека направивме еден голем успех кој не треба да се заборави. Едни прилевски деца со надополнети со неколку деца кои беа од други градови, ја обстанаа Победа и овозможија да уште еднаш Прилепчани гледаат втора лига, па да се надеваме и дека од оваа сега тековна сезона дека Победа избори и во погоре ќе биде погоре пласиран. Дека Прилепчаниве и во најтешко време го сакаат фудбалот, се види овие 3 дена за турнир каде што учествуваат деца од 7 до 12 години. Трибината од утро до мрак се полнеше, некои си заминуваат, други доаѓаа, нон-стоп имаше публика. Ама сите покрај тоа што гледаа фудбал детски и разговараа за овој сениорскиот тим на Победа, бев сведок овие 3 дена и нивната надеж беше дека Победа, овој состав што го имаше пролетоска од млади играчи, ќе биде засилен за да може Победа конечно да тргне напред на табелата. Но за да се случи тоа требаше да има информации до сега. Еве природниот рок е 5-16 дена веќе, природен рок за фудбалериве, но немаме никакви информации. Имаш ли ти некоја информација во врска со други заминати фудбалериве? Јас слушнав дека покрај ти што замина и Керими ја напуштил Победа, а за дојден играч немам информација.
ја напушти Победа поради негови лични причини, уште после на преварот, мислам дека беше со Арсими. Дечкото имаше негови лични проблеми дома, така да неговото отсуство, да речем, тогаш и заменување од Победа беше оправдано. Исто Јусуф Каба, Струга Тримљум, беше задоволен од неговите настапи за Победа и тој беше позајмен играч. Моментално си го врати, значи тој си започнува почеток на припреми со Струга Тримљум. За друг играч немам информации дека е заминат, ама сигурно знам дека и со никого не е разговарано за да се остане. Нешто на почеток имаше као да се разговара околу плата и така натаму за понатамошен тек, да речам, за да се остане, али никој не му потврди на новата управа. Тоа не знам дали се должи на играчите или на новата управа, тоа мислам дека треба добро да се запашаме кој се стои позади ова. А за дојден играч дали имате разбрано нешто? Не, моментално, нажалост, нема ни еден нов играч во Победа, само сме неколку играчи заминати.